Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојавте во уште едно само интервју. Јас сум Гоце Михајловски, во живо сме од студиото на Канал 5. Мој гостин вечерва е Антонио Милошевски, подпредседател на Собранието и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Благодарам, господин Милошевски, што сте дел од емисијава. Благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Одамна сте били, скоро 3 години, колку што можев да видам. Имаме доста теми за разговарање. Кога се договаравме, главно темата ни беше конгресот на ВМРО-ДПМН, но некако падна во сенка за неколку дена. Најмногу поради ова со мигрантите, ќе почнеме со таа тема. Да. Вие бевте првиот што демонтиравте уште во неделата, излеговте веднаш откако британските медиуми ја проширија веста, но некако не успеавте да сопрете лавината овие денови. Па првото прашање ми е каде погрешивте од комуникацијски аспект, мислам како влада, не само вие како власт. Како, ако навистина не е ништо од ова точно што се објавува, зошто не успеавте да го запрете на некаков начин, да ја убедите јавноста дека ништо од ова не е точно? Јас, кога имав пресконференција точно за конгресот на ВМРО-ДПМН, се појави ова прашање од ваш колега новинар, но предходно, бидејќи беше најавено од прилика дека може да биде тема преку одредени британски портали, се консултирав и со министерот за внатрешни работи, и со министерот за надворешни, и со вице-премиерот Александар Николовски, кој што е потписник на договорот со Велика Британија. Имавме краток разговори со премиерот и неговиот кабинет односи за јавност. Сите се на една иста позиција. Македонија и Британија имаат подпишано договор за инвестиции, за соработка, за проекти и нема ниту од една страна наметнато тема, ниту доброволна, ниту принудна, која што опфаќа азиланти или мигранти. Ова 100% може да го потврдите? Ова може да биде гарантирано и од мене како пратеник, но уште повеќе со изјавите на премиерот кој што кажа дека тоа не е тема. Тоа зошто може би темата се уште трае. Тема е која што полесно може да се манипулира, сепак е создава одредено чувство на несигурност и во политичкиот спектар тоа може да се користи или злоупотребува. И мислам дека кај СДСМ, особено кај претседателот на СДСМ Венко Филипче, темата мигранти има двојна улога. Тој како претседател на СДСМ се соочува со своји партиски мигранти, по наводници, кои што бегаат во други политички опции, затоа што гледаат дека СДСМ ја губи субстанцата или влијателноста која што имала пред 5 или 10 години. И сега го советуваат дека оваа тема можеби треба да ја искористи за покривање. Но да бидеме искрени до крај, и ВМРО-ДПМН го правеше тоа од 2017-18 година. Која е разликата? Гледам дека улогите се менуваат. Сега тие се јавуваат како наводни заштитници од мигранти, предходно ВМРО-ДПМН беше во таа улога, дури се најавува референдуми по општините. Има две разлики. Бројот на мигрантската рута на луѓе кои што тогаш транзитира низ Македонија, зборам од 2015 година до 2017. Најмногу од Сирија, бега од војна. Во секој случај мигранти, бегалци е различно. Знаете како, тој кој што поминува имаше многу поднесени барања тогаш. Ги имам и јавните податоци се достапни на МВР за азил, да. Најчесто барања за азил, кои што беа се движеа помеѓу 1000 и 2000 и 3000 во тие години. Подписници на тие конвенции имаме обврска како но во секој случај да ги третираме ако има. Низ Македонија транзитира од прилика во овие 3 години околу 900.000 бегалци или мигранти или азиланти, како и да сакаме да ги наречеме. Македонија беше транзит земја. Да, прашање главната цел беше Словенија, Хрватска, Германија, Франција, Холандија, Шведска и слично, но сепак тоа прашање беше актуелно. И втората разлика е тогаш тогашната влада на СДСМ, вклучително и Венко Филипче, изгласа и владина одлука за изградба на мигрантски камп или прифатен центар. Да, тоа е различно. Мигрантски камп не е еднакво со прифатен центар. Значи тој е центар за прифаќање на баратени на азил, додека се процедура има кај да е хумано да ги сместиме, нели тоа е обврска на држава. Доколку им одобрите азил, сепак тие можат и да бидат со постојан престој. Да, но знаете, сега ова се нијанси кај народот многу не ги разликува. Сега може да има некои нијанси, но генерално сликата беше таа. Тогаш вие се боревте против мигранти, сега СДСМ се бори. Прашањето ми е колку вие самите сега сте на некаков начин жртви на јавното мислење во кое учествувавте како креатори додека бевте во опозиција? Не се изземаме од тоа. Не се изземаме од тоа дека можеби во некој момент сме придонеле за
темата да стане по-лесно, да речем, податлива или по-сензитивна, но има една трета разлика. Ниеден член високо рангиран на ВМРО-ДПМН или советник на председателот на ВМРО-ДПМН или друг не излегувал со Welcome Refugees написи, како што излегуваше тогашната активистка на СДСМ Мерсиха Смајловиќ. Ниеден член или групација на ВМРО-ДПМН не биле против подобра заштитна граница на јужниот дел, дури со ставање на во одредени делови заштитна жица и слично, СДСМ беше против тоа. Зборот ми е дека социјалдемократите или условно кажано тие граѓански организации кои што инклинираат кон лево, да, тие се секогаш полиберални во однос на тие прашања. И во Британија, и во Македонија, и во Германија, и во Шведска и на други места кон тие прашања се полиберални затоа што и во Британија и во Шведска кај овие луѓе кои што имаат мигрантско потекло гледаат своји потенцијални поддржувачи. А инаку за ваша информација и за информација на јавноста, бројот на азиланти кои што имаат добиено статус на бегалец во Македонија е вкупно 14 лица, од кои што 9 лица се државјани на Косово, 3 лица се државјани на Конго и 2 лица се државјани на Сирија. 14 лица, ова вкупната бројка. 14 лица се исто така членови на извршниот одбор на СДСМ кои што си поднесоа оставка на барање на Филипче. Може би ова симптоматично се случајна, но сепак самиот Филипче, неговиот извршен одбор кој што брои 14 луѓе, збори за мигранти, а во моментов статус на бегалци, азиланти во Македонија имаме вкупно 14 лица. После јуни, после изборите што ќе ги направите на пролет, дека во јуни ќе дојдат мигранти. Ние како партија нам ни одговара тема со која што Филипче манипулира, а ние сме на сигурни нозе. Ова е таква тема. Нему може би му користи. Ова предлог резолуција нивна ја доставија до... Не сум ја видел, ќе ја разгледаме доколку има нешто сериозно, можеме и да ја дополниме, но во секој случај ќе биде разгледана озбилно, но како и да е, гледам дека оваа тема на крајот до март или април единствено што може да му послужи на Венко Филипче, темата испразнет, извршен одбор на СДСМ, да ја покрие со нешто друго и намалениот авторитет... на избори сега, кампањата ќе биде дека ги правите изборите, бидејќи потоа планирате да отварате мигрантски кампови. Ние бевме јасни. После ова сериозна доверба, која што ја добивме на локалните избори, ВМРО-ДПМН и како владеачко мнозинство во собранието, но и како партија која што ја предводи коалиционата влада, има обврска во 2026 и 2027 година да испорача што повеќе проекти. Не е време за избори, сметаме дека е време за исполнување на многу дадени обврски пред граѓаните. Добро, јас и тогаш не мислев дека има сериозен ризик од мигранти, ни сега не мислам дека има таква работа. Еве да речеме 100% дека ова што говорите е така, дека нема никакви преговори, разговори со Британија, но она што станува чудно, мене ми е чудно на пример, зошто само за Македонија пишуваат вакви работи британските медиуми, зошто не пишуваат за другите? Дури за Босна, на пример, пишуваат категорично дека одбила, дека кажале тие дека е спротивно на нивните национални интереси. А Македонија пишуваат за Македонија и Таймс, сега не знам вие дали го сметате за релевантен весник, но тој е релевантен весник, скоро 300 години постои. Темата е покрена еден пратеник од лабористите, кој што доаѓа од една општина во поголемиот дел, да речем, на престолнината на Лондон. Тие имаат локални избори во мај следната година и може би на тие избори мислел господинот Филипче, но како и да е, лабористите се прилично лошо стојат на нивните анкети. Реформистите на Најджел Фараш, точно, темата мигранти е во топ 3 теми. Реформистите на Најджел Фараш има 27% на анкетите. Таа е антимигрантска партија. Таа е комплетно антимигрантска партија. Лабористите се на 18% заедно со конзервативците, зелените се на 15%, либерал-демократите на 14% и пратеникот кој што ја изнесе таа информација се обидува од една страна, тоа е Бери Гардинер, од една страна да им се додвори на дел од оние кои што имаат имигрантско потекло, а се негови гласачи, а од друга страна да ја задоволи јавноста која што е сензибилизирана дека мигрантите се опасно за Британија. И на крајот од криштата
тој е сепак човек кој што не одлучува. Ниту министерот за надворешни работи пренел било каква порака или барање до било која земја од регионот, ниту до Македонија, ниту министерот за внатрешни, то нашиот министер за внатрешни работи, во една би рекол дискусија каде што тој се обидува да ги оправда лошите политики на неговата влада или партија, изнесува едно такво медиумите мислење. се повикуваат на некој неименуван портпарол. Очигледно некој ги брифира господин Милошевски, не може да ги измислуваат. Зошто би ги измислувале тоа? И дури имаш и 20.000 фунти по мигрант, значи некои детали што сега лудо е да човек да помисли дека некој би седнал да го измислува тоа, зошто би го измислувал. До Македонија нема стигнато било каква, до официјално зборам, нема стигнато било какво барање или било каква тема не е наметната од Британија на тема азиланти, мигранти, и дури кога би стигнало, категорично би било отфрлено. Знаете, можда сеќи поминаше полесно ако навреме се демантираше. Не знам зошто немаше никаква официјална реакција или демант. До весникот дури имаше деновиве се појави информација дека авторот на текстот на Тајм се обратил до владата кај нас со прашање и не добил одговор. Не знам тоа чив пропуст. Не го знам сега тој детали функционирањето на Центарот за комуникација во владата, но во секој случај тоа што треба ли демант да се испрати официјален на некаков начин до медиумите таму? Мислам дека, знаете, кога председател на влада дава изјава, дури таа да е реторичка или за медиуми, тоа веќе има дури тоа е повеќе од демант. Тоа е став, има дури правно обврзувачки карактер за државата кога се однесува на некои меѓународни теми. Така што категоричната изјава на премиерот Мицковски по однос на ова прашање сметам дека е најдобар демант кој што секој сериозен весник кој што темата ја разработува релевантно и подолгорочно би било добро да го пренесе. Нашите власти се категорични, вие сте категоричен и премиерот, но очигледно кај британските власти не е така. Освен што се повикуваат на неименуван портпарол, нели постојано медиумиве, го споменавте и пратеникот лаборист. Очигледно, дури амбасадава наша британска во саботата имаше едно соопштение, но тоа беше, знаете, дека ќе се соработува во борбата со илегална миграција, немаше некој јасен демант. Колку тие придонесуваат за оваа атмосфера впечаток што се донесе, дали од нив не требаше да се побара некако преку МНР или не знам, да имаат некаков покатегоричен став? Мислам дека британската амбасада имаше прилично јасен став. Ние сме благодарни за тоа што го изнесува во јавност и тоа што го кажа е точно, се совпаѓа со реалноста. Министрите за внатрешни работи, министрите за внатрешни работи од земјите на Западниот Балкан, земјите членки на ЕУ плюс Британија, сите заедно соработуваат како илегалната миграција и организираното криумчарење на луѓе да се спречи или да се минимизира. На самитот во понеделникот, на таа средба на министрите, каде што присуствуваше Тошковски, една од одлуките беше да се дозволи да се отвараат такви центри во земји трети, како примерот со Албанија со Италија, до што има договорот. Тоа си зависи од земја до земја. Но Република Македонија дефинитивно нема, кај нас ниту има потреба, ниту има законска основа, ниту има политичка волја да бидеме дел од таквите земји. Во Холандија се збори дека има такви разговори со Уганда, во Британија се збореше дека има такви разговори со Руанда, но колку тоа ќе им успее, Еди Рама направи некој договор со Италија, тоа дали профункционира и до кој степен не знам, но во секој случај јас би сакал само да испратам една порака. Јавноста може да биде спокојна и мирна. Темата мигранти и азиланти е манипулативна политичка тема, која што председателот на опозиционата партија СДСМ Мавенко Филипче ја злоупотребува за да може да ја покрие слабоста и празноста на неговата партија во овој момент. Нема идеи, нема кадар, нема луѓе за ТВ дебати, мора да весла на некоја тема со која што ќе се одржи барем до февруари-март следната година. Мицковски рече дека прави штета на договорот со Британија. Во која смисла прави штета Филипче со овие пресконференции на договорот? Дали се можеби доведени во прашање тие 6 милиарди евра? Не. Тие средства не се доведени во прашање, во секој случај се прави штета на репутацијата на односите, бидејќи таму имаме една влада која што е со друга политичка идеолошка определба, за разлика од нашата, но кога две држави ќе склучат еден стратешки договор, би требало секоја порелевантна, посериозна политичка опција да даде поддршка на таквиот договор, бидејќи тој стратешки договор го надминува мандатот на секоја влада.
и на таа што е во Македонија, и на таа што е во Британија и така натаму. Така што е било добро СДСМ кон овој стратешки договор да гледа позитивно, затоа што оние работи кои што се предвидени ќе бидат од корист за Македонија во следните 20 години. Добро тие што малкумина, што благонаклоно гледаат кон евентуално доаѓање на мигранти кај нас, тоа обично го поврзуваат со недостатокот на работна сила што го имаме. Дури аргументите на британскиот пратеник на таа ТВ дебата беа тие дека нас не достигале работници за изградба на автопатиштата, за угостителството и така натаму. Дали ова може да биде решение за проблемот што го имаат нашите компании? Тоа е друга област каде што во Македонија веќе постојат компании кои што имаат Кина работници од Турција, имаат како да кажам преку во соработка со агенцијата за вработување, во соработка со други агенции кои што се на пазарот на трудот меѓународно поетаблирани и можат да конкурираат за да придобијат одредени кадри и истите да ги ангажираат во работен однос во Македонија. Гледаме такви, има исто и ангажирано Бехтел Јенка на некои од своите делници кои што работат, но тоа е сосема друга тема и се регулира на соодветен начин со работни дозволи. Кога завршува работната дозвола, завршува и престојот на тој кој што е ангажиран. Тоа нема врска со азиланти, со нема врска со азиланти. Азилантите и мигрантите се луѓе кои што доаѓаат од земји кои што се прилично небезбедни, имаат опасност по својот имот или својот живот или своите слободи заради своје уверување или нешто друго и според меѓународното право можат во некоја подемократска земја да се обратат за заштита. Некои од тие африканските земји. Афганистан, Бангладеш, Сирија за време на војната, Иран, Сомалија. Исто така Сомалија и слично. Но во секој случај сметам дека во Македонија и во регионот, па и во цела Европа, нашиот проблем е популационата политика и демографијата. Ние треба во тој дел, ако размислуваме долгорочно и како држава, и како нација, но и како економија, пензијски фонд, здравствен фонд, студенти во образование, ваши гледачи и што и да е друго. Драматични се бројките, господин Мошевски. Вие оваа тема како ВМРО ДПМН ја имате постојано во фокусот и ја афирмиравте и на Конгресот во саботата. Една од тие точки читав од таа стратегијата 2030. Имате и национален координатор Владко Ѓорчев за демографија. Бројките се катастрофални. Видов во 2019 прв пат паднал бројот на новороденчи на 20.000, сега е 24-та 16.000, скоро 1000 годишно паѓа. Страшен е трендот, можеби ако продолжи вака ќе паднеме на 10.000 за неколку години, но прашањето е што може владата да направи во вакви услови додека е држава не стане пристојно место за живење, што би рекол професор Марјановиќ. Прво би сакал да потенцирам една работа. Јужна Кореја и Кралството Шведска, например, и Република Финска се многу пристојно место за живење. Имаат висок стандард во образование, во здравство, во владење на право, во инфраструктура и други области. Фертилитетот во овие три земји е ужасно низок. 1,2 или 0,97 во Јужна Кореја. Затоа значи помалку од едно дете? Тоа значи помалку од едно дете по жена во фертилната возраст. Тоа значи дека животниот стандард не е секогаш автоматски поврзан со желбата да се создаде семејство или со бројноста на едно семејство. И во Македонија вие може да согледате различни примери на луѓе кои што можеби се подобро ситуирани, а имаат само едно или две деца, на луѓе кои што се подобро ситуирани, а имаат 2, 3 или 4 деца, но и на луѓе кои што имаат одредени, да кажам, предизвици во својот социјален статус, но сепак се одлучиле да имаат повеќе деца. Затоа моето лично согледување е дека на оваа тема сепак станува збор за многу влијае личниот приоритет. Знам дека не се позитивен пример за ова прашање. Имате многу детно семејство, да. Личниот пример е најдобриот двигател и најдобриот, како да кажам,
најдобрата реклама за тоа што сакате, да го афирмирате, проповедате, тоа би требало и да го правите. Ако вие не сте регуларен плаќач на данок, не би требало да проповедате даночни политики. Но овде за демографијата мислам дека ние како помала држава, сите граѓани на Македонија би требало на тоа да посветиме повеќе внимание. Да, знаете, господин Ношевски, кај нас проблемот е со иселувањето драматичен. Последниве 15-20 години цела источна Македонија се преселија по Италија, работат ваму таму. Цели населби веќе има таму градови наши со наши луѓе. Очигледно дека проблемот е најмногу заради екзистенција бегаат луѓето. Се согласувам. И сега не знам со Кореја што е проблемот, но кај нас најчесто е заради екзистенција. Иселувањето игра голема улога и затоа владата посветува големо внимание на зајакнување на економските политики и подобри економски перформанси за земјата економски да стане постабилна, но јас ти напоменам и уште една друга работа. Иселување од овој регион, не зборам само за Македонија, може да ја земе и Грција, Бугарија, Албанија, Босна, Србија и сите земји во околината, имало многу често. Во изминатите 100 години имало миграции. Имало печалбари, имало гастарбајтери, имало разни периоди. Некогаш, за жал, и заради некои војни конфликти и слично. Но кога семејството на некој човек од Прилеп или од Велес или од Куманово или од Струмица брои 20 родители и 5 деца, тогаш имате можност и еден да се исели во Скопје, и 20 да се иселат во Германија, и 20 да останат во Македонија. Ако семејството брои 20 родители и едно дете, тогаш иселувањето е голема загуба и за семејството, но и за државата. И затоа сметам дека ние и вие како медиуми, тука зборам, и ние нормално како владеачко мнозинство, треба да превземе чекори да ја подигнеме свеста дека формирањето на семејство е дел од животниот успех. И да го олесниме. Се разбира тоа колку што можеме повеќе да го олесниме. Дали тоа ќе биде со поддршка за млади брачни парови, за одредени стамбени објекти, за одредени куќи, за можете нешто да направите. Да, мислам нешто да вие конкретни чекори што ги зборувате, можете уште утре да ги направите. На пример за становите, тоа е тема која е општо позната, растат цените по 20-30% годишно, веќе не може човек да си купи стан за домување, тоа се станови ги купуваат за инвестиции. Тоа стана повеќе бизнис и профит отколку тема за домување, но мислам дека и во тој дел, тоа што го даде како насока председател на ВМРО ДПМН до градоначалниците, е секој да размисли каде има општинска или државна поголема парцела, за да може таквите парцели да се урбанизираат, да се предвиди изградба на населби, по можност семени куќи, и истите да се даваат по најдобри или најповолни можни услови на помлади брачни парови, за да може ова прашање да биде подпомогнато. Но повторно ќе кажам, личната одлука на секој човек и сопруга и сопруг е многу битна во... Има и социолошки обштествени фактори. Порано не биле побогати луѓето, ама времињата се променети, така што сега и жените поинаку размислуваат и потешко се решаваат. Јас имам друго мислење. Јас имам мислење дека тоа што сум го забележал кај пријатели, дека многу често мажите се тие кои што не инсистираат доволно и не покажуваат доволно дека тоа им е приоритет и желба за да ги убедат своите сопруги или партнерки за да имаат уште едно дете. Така што би требало и мажите да бидат малку поуверливи и поупорни и поангажирани во тоа. Добро. Реков, мојата оценка е, мислам од тоа што го знаеме како податоци, дека од луѓе што се иселуваат, дека најмногу се иселуваат поради екзистенцијални причини, но има такви добро ситуирани семејства што се иселија од Македонија последните 10-15 години, и кога ќе ги прашаме зошто се иселувате, најчесто викаат поради системот. И сега поради системот најчесто се подразбира поради тоа што ние сега го велиме невладење на правото, поради тоа што селективно се применуваат законите, не важат за сите, има неказнивост. Да. Тоа го констатираше и извештајот на Европската комисија последен, дека немаме напредок во претходнава година, еве се промени власта, но очигледно на ова поле немаме напредок. Вие сте и председател на Комисијата за европски прашања во собранието, па еве каква е вашата оценка, на што се должи ова? Мислам дека во изминатите 7 години, ова не го користам како изговор, туку како констатација, особено со моментот кога претходниот премиер Заев се само назначи за председател на
Владиниот совет за реформи во судството, па потоа изборот на Катица Јанева за специјален јавен обвинител и многу други такви погрешни кадровски чекори и би рекол погрешни системски чекори. Меѓу ВМРО и СДСМ. Па инсистирањето да се формира СЈО сепак беше инсистирање, знаеме на која страна, не дека ВМРО-ДПМН гореше од желба за да има таква една, би кажал, насадена институција, според мене и со дилема дали е уставна да се надополнува едно обвинителство со второ, но како и да е, тоа создаде една слика на и не само слика, туку еден систем, не само на неказнивост, туку создаде и систем каде што тие кои што требаше да бидат раздавачи на правдата, со вокабулар правнички да се изразам, беа оние кои што тргуваа со правдата. И не само тие што ги споменав, туку завршивме со случајот на Натја Георгиев и на Иџет Мемети. Натја Георгиев беше член на Врховен суд, Иџет Мемети беше член на Републичкиот совет на обвинители. Да. Претходно беше и народен правобранител. И тој успева така да се договорат. Па мислам дека тоа е една од грешката, една од поголемите грешки на сегашниот обвинител Коцевски, кога некој човек кој што е на таква висока позиција, така умислено, и веројатно ова не било прв пат, ќе направи такво дело, санкцијата треба да е построга. Не, Мемети заврши со условна казна. Со условна казна, а Натја Георгиев со 3 години се спогоди, што според мене е преблага санкција и тоа дава една лоша порака до другите обвинители или судии и создава една пракса дека и да бидеш на таква позиција суди или обвинител и да те фатат во црвена зона, ќе најдеш начин како лесно да се спогодиш и лесно да поминеш. И затоа сметам дека треба во следниот период... Кај нас народна, ја често се повикувам на нашиот народ бил многу мудар. Врана на врана очи не вади, така велат. Па во овој случај Иџет Мемети беше колега на Коцевски, затоа што Коцевски по автоматизам е член на Советот на јавни обвинители и мислам дека тоа влијаело на ваквиот благ третман. Господин Милошевски, го спомнавте, СДСМ тие дојдоа на власт со таа парола нема правда, нема мир, да. Но и вие дојдовте на власт со ветување дека конечно ќе владее во Македонија законот и дека ќе има правда, но и се луѓето од вас очекува нешто да направите на овој план. Сега ако ви чекаме ние самите тие да се реформираат, тоа прашање дали ќе дочекаме, кога ќе дочекаме. Нема тие луѓе и таа група, да кажам, иако не ги генерализирам сите, има многу честни суди, многу честни и пожртвувани обвинители. Да, не може да се изборат и да доминираат. Тоа е проблемот. За жал кој не доминираат. Доминираат тие кои што се членови на судскиот совет, на пример. Ние како собрание се обидовме на еден, според мене, демократски транспарентен начин да изгласаме недоверба. И ја изгласавме таа интерпелација. Тие не се повлекува. Ако изгласате недоверба на министер, тој следниот ден ќе се повлече. Ако изгласате недоверба на, не знам, на директор на некоја државна агенција, и тој ќе се повлече. Но сепак ние ги бираме нив. И тие би требало нас да не почитуваат. Ако не почитуваат кога има недоверба, тогаш како го прифаќаат мандатот кога ќе бидат избрани. И затоа сметам дека реформите во судскиот совет се една од клучните теми за да можеме да направиме чекор напред во оваа борба за владење на правото и во обвинителството. Европската комисија прати оценска мисија поради тоа што тие се однесуваат така во судскиот совет, а сега во извештајот па вам ве обвинува дека се мешате со интерпелациите, дека тоа мешање во... Мислам дека Европската комисија сепак е во тој дел нема конзистентен став, не секогаш. Зошто? Затоа што на почетокот, ако се сеќавате, претседателот на владата предложи комплетно расформирање. Не да се тргне од уставот, но кадровско, би кажал, расформирање на судскиот совет и негово рекомпонирање со други кадри кои што би можеле да се носат со овие тешки задачи за владење на правото, но тогаш имаше реакции од Европската комисија да не брзаме со таквиот чекор. Во ред бевме попрагматични, не се избрза со таквиот чекор, но резултатите се тие. Резултатите се слаби перформанси во делот на правосудството, бидејќи имате многу подобри судии на повеќе места од просекот на оние кои што се наоѓаат во судскиот совет или од нивното поведение. Добре, сега почнавте денеска, избравте еден.
член на судскиот совет во собрание, видов дека е избран нов член на судскиот совет. Предложен на комисија се уште не е избран. Да, веројатно ќе биде избран. Денеска почна процедурата и за новиот закон за судскиот совет. Ќе се промени ли нешто во начинот? Или вие ќе продолжите сапа вие да предлагате исто како сега, само и дуи што се договараја сега вие со Влен?